Почитувани граѓани на Македонија, почитувани македонци, албанци, турци, срби, роми, власи и останати, христијани и муслимани, припадници на другите верски заедници, атеисти. Размислувајќи како да го започнам ова мое излагање денеска, после вчерашниот ден и сите работи кои се случуваа, а за кои сакам во детали да ви информирам, на ум ми доаѓа постојано само два збора. Два збора кои верувам на секого од вас му дошле на ум изминативе 2 години, години на криза, конфликтност, раздор, деструкции, години во кои ние се обидуваме нешто да создадеме, да направиме некој проект, некој дело, некои мерки за народот, некои реформи кои ќе го подобра животот, ново работно место. А некој друг се обидуваше заради кој знае каква цел да не подкопа, да не разјаде, неретко споменувајќи ги зборовите слобода и демократија, а при тоа правејќи се што нема никаква врска со слобода и демократија. Тие два збора се доста беше. Доста беше. Оваа криза мора да заврши. И зад оваа криза не стојат никакви заложби за слобода на медиуми, ниту пак некаква демократизација или борба против корупцијата. Зад оваа криза стои немок, страв, фрустрација, обид за подкопување на идентитетот и обид за насилна промена на власта во Македонија, од страна на опозицијата, која е изгубена во својата безидејност и не се занимава со политика, со програми, со идеи, со решенија за реалните проблеми на граѓаните, туку најмногу со шпионажа, со уцени, со деструкција. И сето тоа е со план. Тоа мора да запре. Знам дека многумина од вас ги гледа изборите како излез од кризата. И во право сте. Само со изборите и препуштање на волјата на народот може кризата да заврши. Но што во една ваква ситуација? Јас тврдам дека и во една ваква ситуација изборите се излез од кризата. Односно се дел од излезот од кризата и тука немам никакви дилеми. А не треба да има и никој друг. Ова е слободна земја. И овде народот одлучувал и ќе одлучи кој може да се справи со неговите реални предизвици и секојдневни потреби и проблеми. Кој нуди решенија и кој нуди можности и кој може да помогне да се реализира тоа што на секој најмногу му треба. Нови работни места, подобар стандард, повеќе инвестиции во сите области. Тоа е суштината на политиката и тоа е причината зошто некој треба или не треба да добие доверба. 2 години сме заложници сите ние, сите вие, неправедно, затоа што покажувате достоинство и гледате јасно што се случува во државата. Некој ве потцени и тоа е цената на лошата проценка. Ова е Република Македонија. И тука не проаѓаат шаблонизирани сценарија, предавани на курсеви. Тука живее горд народ, кој си ја сака државата и знае да направи разлика. Но времето на конфликтност мора да заврши. Тука не се работи за Никола Груевски или за Зоран Заев. Тука се работи за секој еден граѓанин. За вас, новинарите, кои сте пред мене денес. За граѓаните кои ме саќаваат секој ден. За цела Македонија. И затоа ние одлучивме да ставиме крај на агонијата и кризата на ваков начин. Доста беше. Одиме на избори и нека победи подобриот. Нека победи тој во кого граѓаните имаат поголема доверба. Ние мора да научиме од своите грешки, но не во насока како што тоа некои го посакуваат,
на деструкцијата и гневот да одговориме со уште поголема деструкција. Ние мора да одиме напред и да ја движиме земјата напред. Од минатото да извлечиме поуки, да ги исправиме грешките, затоа што не сме безгрешни, и да продолжиме со тоа што граѓаните го очекуваат од нас. Почитувани граѓани, според сите анкети и сите можни аналитичари, домашни и меѓународни, ова го знаат и сите амбасадори во Македонија, ВМРО-ДПМН убедливо води пред СДСМ. Тоа го знае и лидерот на опозицијата. Распонот на поддршката се движи речиси во двојна предност за ВМРО-ДПМН во однос на СДСМ. Тоа е огромна разлика. И верувам дека се вестините и пишувањата дека се забранувало објавување на вакви анкети од некого и дека раководството на опозицијата било доста нервосно. Тоа е причината зошто СДСМ не сака да оди на избори. Многу јасно и многу едноставно. Тоа и ништо повеќе. Прашањето е дали заради тоа, заради неколку лица таму, цела држава треба да се држи во заложништво. Го слушав вчера лидерот на опозицијата, дека биле активни на терен и дека нарачале мајчки за избори. Сакаше да не убеди сите нас дека се спремал за избори. Ама ете, ова диктаторска власт, како што тој вели, не ги исполнила критериумите и немало простор за слободни избори. Ние не можеме да чекаме. Македонија веќе нема трпение да не чека да се надмудруваме, да си подметнуваме. Ние тоа не го сакаме. Државата е поделена по сите можни основи и тоа мора да запре. А ќе запре со тоа што ќе почнеме со лични примери и пораки. Дека е доста од поделеноста. Доста е гневот и фрустрацијата. Доста е со кризите. Наша одговорност е да решаваме кризи, а не да ги креираме. Да решаваме проблеми, а не да бидеме дел од нив, како што некој сака да не направи. Избори мора да има и ќе има. И ние ќе ја понудиме најдобрата програма досега. Со многу нови проекти, детали, мерки, реформи, помош за граѓаните и цврсти гаранции за многу нови работни места. Сакам да ви информирам што се случуваше во текот на минатиот ден, односно да одговарам директно на трите главни забелешки на опозицијата, зошто размислуваа да не одат на избори. И сакам да ви кажам што е мојот план за наредниот период. Прво, не е вистина дека медиумите не се регулирани. Медиумите се регулирани, особено во изборниот период, и има строги правила за еднаква застапеност на сите партии или блокови, еднаква можност за рекламирање и еднаква можност за представување. Медиумите се задолжени со закон да информираат со еднакво време за секого и ваков закон изгласавме заедно со СДСМ неодамна во парламентот. Например, ако ВМРО има 8 минути реклами, исто така 8 минути реклами да има и СДСМ. И обврска за балансирано известување во вестите. Второ, заплашување на избирачи нема и не смее да има. Ако има, ќе одговара секој оној кој учествува во тоа. За да се спречи вакво нешто, државниот обвинител обзнани дека ќе има посебен оддел кој ќе се занимава со вакви случаи. Ние испративме јасна порака до сите наши членови, функционери, дека нема да толерираме такво нешто. Ние имаме чиста победа пред нас и никој нема да се дрзне да направи такво нешто. Ако сепак некој се дрзне, ќе одговара. Министерството за информатичко општество и администрација обзнани дека отвара канцеларии за вакви предмети за случаи поврзани со државни и јавни службеници и дека ќе превзема мерки во соработка со невладиниот сектор за менаџирање со вакви предизвици. Значи и тука направивме се што се бараше од нас и се што е потребно. Трето, околу мешањето на партијата и државата.
Сакам само да подсетам дека тоа го кажува истиот Зоран Заев, кој го назначи неговиот генерален секретар на партијата СДСМ за министар за внатрешни работи. Истиот Зоран Заев кој гледа како сопругот на неговата министерка за труд и социјална политика се унапредува по неколку скалива, кој изјавуваше дека ќе менуваат се од чистачка до министер. И сведоци сме дека тоа во сите министерства кои ги изедоа и се случуваше. И се случува. Имам впечаток дека човекот толку го поценува народот, што мисли дека некој ќе му верува во оваа поента. Има ли поголемо мешање на партијата со државата во ситуација кога неговиот министер за внатрешни работи на денот кога поднесува оставка истовремено менува 100 лица во Министерството за внатрешни работи. Човек навистина не знае што да искоментира во вакви околности, освен дека е очигледно дека опозицијата нема никакви аргументи за бегањето од избори. Избирачкиот список е посебна приказна. После фијаското, во кое за фантоми беа прогласени еден куп познати јавни личности и граѓани кои што цел живот живеат во Македонија и гласаат, синоќа дискусиите се сведоа за бројка од 582 лица кои според една база на податоци во една база на податоци им е наведено, а во друга база на податоци не им е наведено живеалиштето. Значи, бројките од 300.000, 500.000 се чиста лага. Јас го тврдам тоа. Ние пред непол месец преку нашите членови на Државната изборна комисија, свесни дека ова е само негативна кампања на опозицијата, креирана да внесе забуна кај гласачите, дека кој знае што се правило во минатото. Изјавивме јавно дека се согласуваме и со проверка на сите над 2 милиони граѓани на нашата држава. Немаме никаков проблем со тоа. Тоа и на СДСМ им е јасно. И затоа тогаш на една од седниците на ДИК се однесувале деструктивно и 3 пати поред ги напуштаа седниците затоа што беа исправени пред нивната лага. Какви 500.000? Па зарем некој верува дека тоа е возможно? Покрај сите досегашни председатели на ДИК од СДСМ, покрај сите можни наблюдувачи, домашни и странски, покрај сите партиски наблюдувачи на СДСМ, кои си ги познаваат соседите кои гласаат на соодветното избирачко место. Јас сум убеден дека никој, ама баш никој и од раководството на СДСМ сами не си веруваат во оваа небулоза. Да не зборуваме што ги навредија граѓаните прогласувајќи ги за фантоми во сопствената држава. Ете, тоа се случуваше вчера. И ние се согласивме на се. Нека прочистуваат, нека докажуваат, затоа што нема никаков проблем со избирачкиот список. Никаков. А тоа дека мртви гласале, тоа дури и вчера кога го кажа Заев звучеше толку неубедливо, што само покажува со каква леснотија овој човек си дава квалификации без око да му трепне. А да не зборувам за сите остапки изминатата година дена, за кои сте и самите свесни дека ги направивме. Честопати критикувани, зошто тоа го правиме. А заклучно со остапките за моје повлекување, обезбедување на функционерски места на опозицијските представници во сите клучни министерства, кои ги побараа, и промена на датумот 24 април, кој беше договорен меѓу сите и изгласани од СДСМ во собранието. Значи гласаа за 24 април, па правеа се да нема избори. А при тоа и министерот за внатрешни и секретарот на ДИК со сепредседателот се нивни луѓе. А ние имаме само 2 од 9 представници во ДИК. Е исто и овој пат, со 5 јуни. Ете, тоа е вистината. Услови за избори има и избори ќе се одржат. Секој може да учествува на тие избори или да не учествува. И тоа е слобода. Односно и негласањето или неучествувањето на избори е одлука и еден вид учество во демократијата.
Така функционира демократијата. Мнозинството одлучува. Искрено жалам за вчерашната пресконференција на Заев. Искрено се надевам дека може да ја промени одлуката. Ова е мој повик до него да го направи тоа. Ова не е битка на Груевски и Заев. И јас и тој сме неважни во оваа ситуација. Ова е битка за Македонија. И апелирам до него искрено да размисли, без разлика на неговото лично мислење за мене и настрана од тоа што го советуваат разни структури. Народот сака избори. Народот сака кризата да заврши. Народот сака државата да оди напред. Доста е. Почитувани граѓани, денес е важен ден за нашата демократија. Навистина, изминативе 2 години беа тешки години за сите нас. Години на долга и тешка битка за Македонија. Политичката криза ни го одвлече целосното внимание од реалните потреби на граѓаните. Но и во едни такви околности ние постигнавме многу работи за кои говорев за време на нашиот отчет. На моменти се доведуваше во прашање позицијата и улогата и кредибилитетот на политичките лидери. И ниту една партија не остана иста и неоштетена. Нашиот народ живееше под облакот на несигурноста и на неизвестноста. Сето ова, нашиот народ го трпеше и истраја. На моменти личеше дека сето ова не може да заврши. Не се гледаше крајот. Вчера, собранието се распушти. И според нашите закони, тоа се случи на 60 дена пред закажаните избори на 5 јуни. Ова е почеток на процесот на заздравување. Ова е, како што кажав, почеток на крајот на кризата. Мора да се подсетиме дека народот на Македонија со векови страдал за да обезбеди слободна и суверена држава, во која секој ќе има право на слобода, на демократија и самоопределување. За сета таа борба, за сета таа жртва, за сета крв и солзи низ историјата, оваа криза која ни се случува овој пат ќе се решава со гласачкото ливче. Тоа говори многу. Народот одлучува во оваа земја. И како ќе одлучи, така и ќе биде. Сакам да потенцирам уште една работа. На нас ни треба силна опозиција. Силна опозиција и силен лидер на опозицијата. Нема да се вовлекува во ситуации како што господинот Заев се вовлекуваше, во интриги и во шпионски игри. Силна опозиција значи дека некој постојано ќе ни дише во врат и ќе не го реагира на дневна основа. Ние тоа го посакуваме. Да разговараме отворено и заеднички да се договараме за стратешките правци на државата. Да не бидам сватен погрешно. Тоа е одлука на СДСМ како ќе се однесува. И ние, како што истакнав, не се занимаваме со тоа кој е председател таму. Како ќе оцена тие, така. Туку со тоа, како ние заеднички да продолжиме да ја градиме оваа држава. Како власт и опозиција да дискутираме отворено и нормално, а не преку паралелизам. Како да ги исправиме грешките. Изборите се надпревар. Отсуството на СДСМ од избори ќе остави дамка. Но штетата за државата е поголема ако се стои во агонија, отколку ако се оди на избори. Ако остане агонијата и деструкцијата ќе користат сите оние што не и мислат добро на државата. Сакам да потенцираме една работа која е многу важна, а тоа е за еднината како ќе тече се. Сакам да упатам порака до народот да бидат спокојни. Ние свесно и одговорно продолжуваме напред, но треба да се знае дека потребно е повеќе од избори за да се заврши кризата. Изборите се потребни за да се одбере кој ќе ја води земјата и на кого народот ќе му ја даде довербата. Но ние мора да направиме и повеќе. Ние мора да го оставиме партискиот интерес и да го штитиме државниот интерес. Мора да продолжиме над состојбата на закани и уцени. Потребно е да бидеме поголеми од кризата која сакаат да ни ја пролонгираат. Да не дозволиме политиката на лична деструкција да зема замав.
И ова не го говорам мислики само на еден политичар од опозицијата или на некоја поединечна партија. Ова го мислам и за нас како партија. Јас ќе направам се за да ги коригираме нашите грешки во области каде што се детектирани. Тоа луѓето го очекуваат од нас. Токму тоа е единствениот начин вистински да се стави кризата зад нас. Сега, денес, кога вниманието на целата нација се дефокусира од кризата, кон она што реално им треба на граѓаните, на нашата држава е потребен план и визија за да не соедини и да не постави заеднички зад взаемните цели. ВМРО-ДПМН има таква визија. Во периодот додека сме на власт, преку 150.000 нови работни места се отворени. Ние имаме план како таа бројка значително да се зголеми. Ќе продолжиме со проекти за подобар стандард на граѓаните, со потикнување на бизниси за мали и средни предпријатија, но и за големите компании. Ќе градиме патишта, автопати, мостови, железничка инфраструктура, енергетски проекти. Работевме многу на изградба на нови училишта, градинки, спортски центри и сали, универзитети, студентски домови и други вакви проекти. Ќе продолжиме уште посилно со конкретни чекори. Младите луѓе ќе бидат на првата линија на нашиот план за раст и развој. Тие се нашата иднина. За пензионерите, докторите, земјоделците имаме серија од сериозни проекти и мерки кои ќе им помогнат значително. Таква е визијата на ВМРО-ДПМН. Со многу проекти, со многу дела, реформи, мерки, со кои ќе се зголеми квалитетот на живот и ќе се решаваат проблемите. Храбра визија. Визија на нови работни места и на подобар живот. Денешниот ден ќе биде пресват. Ве повикувам да ни се придружите, да го подигнете гласот за нашата кауза, за нашата цел и програма. Ве повикувам да работиме заедно, за да заврши оваа криза, да ни се приклучите во нашите идеи за храбри и големи чекори. Затоа што тоа е духот на нашиот народ. Тоа е духот од минатото, кој тлее во сите нас. Тоа е исправената кичма и во најтешки времења. Тоа е нашата храброст. И ние ќе успееме, заедно со вас, затоа што вие сте нашата сила. И со вас заедно нема нешто што е неизбежно. Одиме храбро напред. Македонија мора да оди напред. Македонија мора да создава и работи за тебе, за твоето семејство. Ова е твоја земја и немаме резерва. Одиме напред. Доста беше. Одиме напред заради Македонија и заради нашиот народ. Ви благодарам.